Со истечени лични карти и пасоши граѓаните ќе можат да гласаат на предстојните претседателски и парламентарни избори, потврдија денеска од Државната изборна комисија. Според ДИК, право на глас ќе имаат сите оние лица кои имаат наполнето 18 години живот, заклучно со денот на изборите. Од ДИК велат дека право на глас ќе имаат сите оние со валидни, но и истечени документи, односно пасоши и лични карти во изминативе 9 месеци до денот на гласање. Практично ова значи дека иако некој има документ со старото уставно име, сепак ќе може да гласа, а ќе може да гласаат и оние кои имаат истечен рок на личните документи. Ова би значило дека на претседателските избори на 24 април граѓаните, односно гласачите, би можеле да се идентификуваат секако со важечки лични документи, меѓутоа и со лични документи, лична карта или пасош, чија што важност истекла почнувајќи од 24 јули 2023 година. За претседателските избори е ова, додека за парламентарните избори ќе може да се идентификуваат гласачите со важечки лични документи, меѓутоа и лични документи, лична карта или патна исправа која по кој бил основ истекла во периодот од 8 август 2023 година, заклучно со 8 мај 2024 година. Со оглед дека годинава имаме двојни избори, се поставува прашањето дали право на глас ќе имаат оние лица кои би наполниле 18 години во периодот од 24 април, првиот круг на претседателските избори, и 8 мај, вториот круг на претседателските избори и парламентарните избори. Од Државната изборна комисија појаснуваат дека оние граѓани кои ќе наполнат 18 години во периодот меѓу претседателските и парламентарните избори ќе бидат впишани во избирачкиот список само за парламентарните избори, но не и за вториот круг на претседателските. За претседателските избори, изборен ден на кој што се одржуваат изборите е 24 април и како таков тој се зема, тоа би значило дека оние лица кои што се запишани во изводите за 24 април, истите ќе бидат запишани во изводите од избирачкиот список за вториот круг за 8 мај. Оние што ќе наполнат 18 години во меѓу периодот од 2 недели помеѓу претседателските и парламентарните избори, тие ќе бидат запишани во изводите од избирачкиот список само за парламентарните избори. Дали и како ќе се гласа за изборите во диаспората? Од ДИК велат, за да биде отворено гласачко место во конзуларната канцеларија во странство, треба да бидат пријавени најмалку 10 гласачи. За да биде избран пратеник од 7-та изборна единица, треба да освои гласови колку што најмалку гласови имал пратеник во државата на последните избори. Тоа значи дека треба да има најмалку 355 гласачи регистрирани во сите дипломатски канцеларии во странство за да има организирање на вакви гласови. Од Државната изборна комисија апелираат граѓаните да се проверат во избирачкиот список, односно доколку е потребно да побараат промена, запишување или бришење на своите податоци од списокот за претстојните претседателски и парламентарни избори.